Нема подобро чувство кога низ годините човек учи, особено кога тоа оди спонтано со првиот сосед или другар. Во Македонија ја имаме таа привилегија едни од други да учат луѓето од различни етнички заедници. Муслимани, христијани. Тоа не е од сега, туку традиција. Беше разничана со конфликтот во 2001-та и се обидува да се врати на старите патеки. Колку секој од нас помага е клучното прашање. Добро вечер и добре дојдовте во магазинот Дурби. Повеќе настани и статистики велат дека со животот овде минува низ критична фаза. Повремените крвави инциденти на улица, во училиште или автобус се уште пострашен факт ако знаеме дека во нив главни актери се млади. И тие по дефиниција треба да се растоварени од предрасуди. На целата ситуација како зачин се додава политиката и некои свештени лица и ете удвојување на проблемот. За среќа има и такви кои пркосат. Например, мешаните бракови. Наташа Јанчиć со следната сторија. Гарот Авитјан има ерменско потекло. Само неколку генерации од неговото семејство живеат во Македонија, а заедно со брат му и татко му ја носат македонската музика и култура низ светот. Со повеќе од 400 концерти во Европа, Соединетите Американски држави, Балканот. Браќата Авитјан се делумно заслужни и за ставањето на Македонија на музичката карта на светот. Македонското срце чука во 7 осмини. Човек не мора да се откаже од својата национална припадност или етничка, за да почитува друг човек кој припаѓа на некоја друга религија, националност. Бидејќи сите религии и националности делат нешто заедничко, тоа е љубов кон човештвото. Јас сум запознал многу луѓе во светот кои што се и муслимани, христијани, кои се подеднакво честни и посветени на животот и ја почитуваат својата традиција. И мислам дека најчесто до сега кај нас тоа се злоупотребуваше во некои други цели. Стравот и нетрпеливоста се плод на непознавање на едни со други. На влезот во Чаир е Хатунџук џамија. Реставрирана е во 2007 година со помош од Турција. Во неа предавањата се на босански јазик. Единствена е од отворен карактер за да можат луѓето од другите вери да се запознаат со исламот. Јас живеам во едно мало каде што сме застапени, значи има тука и македонци, има и албанци, има и турци, има и бошњаци. И ние никогаш од лично искуство не сме имале никакви проблеми, нити во спаза на религијата, нити во спаза на нацијата или јазикот. Сите сме се разбирале многу добро и тоа е она што, впрочем, од наша страна, значи муслиманите, и на начин, и на научил нашиот пратеник Мухамед Ислам, кој што рекол нема нешто поблиско за човекот, освен комшијата. Соседот е тој кој што ми било толку заповедано да му дадам на внимание и да го ценам, што помислив дека ќе ми стане дел од наследството, значи ќе мора дел од моето наследство да му се припише и него. Забораваме ли што не учат светите книги, без разлика како тие се нарекуваат? Молитвата која не научи Господ Исус Христос, таа е Отче наш. И сега, ако убаво се разбере тоа Отче наш, тоа значи дека Господ е Отец на сите нас, а тогаш ние сме сите браќа и сестри, и доколку сакаме да бидеме вистински чеда на Небесниот Отец, тогаш мораме да бидеме вистински браќа и сестри едни со други. А тоа значи да се помагаме, да имаме разбирање едни за други, да се почитуваме меѓусебно, да се вистински сакаме. Отецот Драги од Македонската православна црква коренот на нетолеранцијата ја лоцира во политиката. Сите тие конфликти се всушност конфликти повеќе од етничка природа и повеќе од интересна природа, значи од материјална природа,
отколку да е тоа нешто што произлага од самата вера, од самите верски заедници, од самите великодостоинственици на тие верски заедници. Никого не го интересира кога ќе добие срцев удар, кој ќе го реанимира. Значи нема време да мисли дали е тоа Хасан Хасани, дали е Давид Елеви, дали е, не знам, било кој, дали е Трифун и така натаму, туку, значи во таа борба е важно некој да му помогне за тој живот. И тогаш ќе прашаме кој во тој момент му е најближен. Куманово се чини најдобро знае што е мултикултура. По конфликтот во 2001-та, невладините организации покажаа голема активност, но сега се бројат на прсти. Граѓаните денес живеат секој со своите проблеми. Па немам пријатели од албанска најдеца, меѓутоа немам никаков проблем со нив. Добро имаме соживот со нив, немам никакви проблеми. Имамо пуно пријатели македонци и изус македонци работимо. Добро ми живееме, немаме нешто лошо меѓу себе. Освен добар дан, добро утро. Славе, они обично се многу како да ви кажам, оние njeni прочуени баклаве обавезно ни носив дома. Ми на њима Великден, јајца на деца и така. Сличен е примерот и во Тетово. Албанци и македонци живеат едни до други. Проблеми има со екстремните националисти. Во Тетово се живее многу добро, нема никакви проблеми со меѓуетничките односи. Живеат си сигурно. Ми идемо кај нив, мои дојде кај нас. У кафана заедно, вамо тамо се. Никогаш, знаеш, и слонце, што го дал Бог, па не може да ги изгреде сите чушиња одеднаш. Да се соработува почесто, да има контакти поготово меѓу младите, средношколците сега се актуелни во нашава држава, да се дружат, да спортуваат. Имам малку своје гледање на тоа. Значи, меѓуетничките односи, потенцијалот за да бидат добри е тука. Значи, треба да идете во пазар, да гледате дека луѓето сами се снаоѓаат. Треба да идете исто во пазар во Скопје, да гледате дека исто се снаоѓаат. Значи, кај самите луѓе постои добар вап. Јас сум имал можности да речеме, албанец, механичар или има повеќе клиенти македонци и обратно. Значи, довербата постои кај другата страна. Струга извесен период беше во центарот на медиумското внимание поради меѓуетничките тензии во гимназијата Нико Нестор. Секогаш било добро овде и така ќе останете. Имаме добро разбирање со сите, нема никакви проблеми. Убаво соживуваме. Ако не ме чепкаш, не го чепкам никого. И затоа живееме убаво. Сега, кој зависи кој како. Све е тоа едноставна политика, можам да речем слободно. Политиката сите работи ги правит, а луѓе кои луѓе, јас нити мрзам ни албанец, нити албанец имат потреба мене да ме мрзит или да мрзиме некој. Ние сме сите, што викаме, од крв и од месо, да се сакаме, тоа треба. Невладиниот сектор работи на проблематиката за заедничко живење и меѓуетничко и меѓукултурен диалог и меѓуверски. Не сакаме поделби на градот на два дела, не треба да има наши и ваши кафулиња, наши и ваши ресторани или спортски објекти. Бројот на етнички мешани бракови го дава одговорот дали кај нас има соживот или не. Младите од различна етничка и верска припадност ретко кажуваат да. Во просек во периодот од 1990 до 2012 година околу 93% од сите бракови се бракови во кои сопружниците се со иста етничка припадност. Процентуалното учество на мешаните бракови се движи од 6,1% во 1999 година и 2001 година до 8,4% во 2005 година. Во Македонија во просек годишно се склучуваат до 1000 мешани бракови. Минатата година имало 146 македонско-албански бракови, 27 македонско-турски, 91 меѓуетнички албанци и турци. Најмногу македонско-албански бракови се склучени во 2005 година, 291.
Истражувањата велат дека секој сака да се дружи и да му биде сосед припадник на иста верска и национална заедница. Соживотот можеби не е на толку висок степен како што постојано се декларира. Ако да речеме насилството, не само што ќе го осудат помеѓу припадниците на различни речеве етнички групи, туку и ќе се направат директно од страна на сите без оглед на кој етникум припаѓаат, некои што се нели задолжени за тоа. Ќе се побара одговорност и таа одговорност ќе ја сноси некој што го направил, а не напротив да биде награден со некоја си висока политичка функција. Тогаш ќе сватат секој дека навистина ние се залагаме за искрен соживот. Тогаш нема да има хипокризија во однос на оно што го мислиме и во однос на оно што го правиме. Тогаш навистина секој индивидуа ќе свати и ќе осознае дека треба да живее со тој што е поинако. Скопската чаршија по традиција беше место каде што се мешаа вери и култури. Тоа се загуби во периодот по осамостојувањето. Оваа слика се менува бавно. Сјајот на старата скопска чаршија се врати, интензивно пулсира и дење и ноќе. Некои овде пијат кафе, чај или салеп. Некои гледаат на брзина да го поминат патот низ чаршијата. Старата чаршија од секогаш била и е символ на заедничко битисување на различностите, етнички и национални. Иднината на соживот и толеранцијата им останува на младите кои можеби ќе бидат поуспешни. Например, за 22 годишниот Адмир не постои термин соживот. За мене не е соживот секојдневно да живеете со луѓе од најмалку 4 различни етнички заедници, да делите со нив и добро и зло и да поминувате најмалку 10 часа дневно и да кажете дека тоа е соживот. Не, тоа е живот, затоа што со тие луѓе поминувате, па ајде да кажам и повеќе отколку со своите родители и најблиски дома. Животот на просторот на кој сме родени нема алтернатива. Одговорноста за успехот или неуспехот во тоа ја делиме сите. Босна и Херцеговина исто така има свое богатство. Нејзините граѓани, муслимани, католици, православни. Крвавата војна во 90-тите го раскрчми богатството. Остави трајни рани кои тешко се залечуваат. Анита Димитриевска разговараше со луѓето во Сараево, кои велат дека немаат проблем со соживотот. Но еден став некако остава силен впечаток. Зборот толеранција да не се употребува, зашто, како што вели еден човек, означува да трпиш некого. Вели, јас не сакам да го трпам мојот сосед или колега, сакам да го почитувам. Еве го првиот дел од Сараевската приказна. Скапата фасада на овие згради, иззидани во 70-тите години на минатиот век, е живописна шминка со која вешто се маскирани белезите од војната. 20 години по граѓанскиот братоубиствен конфликт, Босна едва и со една нога гази во 21 век. Другата е зациментирана покрај мезарот на за секогаш убиените градови, во кои има повеќе духови отколку живи луѓе. Умири се, мајко мила, не плачи, мртва сина, свет пролазни, тренje oka, замахле птирова крила. Навистина е тешко да се остане разумен откако ќе се препливаат сите премрежија, оценуваат нашите соговорници. Младите со желба за подобра иднина си заминуваат од татковината, а по старата генерација, која се уште не заборавила на коректните меѓучовечки односи, ја обновува флората на заедничкиот живот како што постоел пред 20 и повеќе години. U principu, ljudi sasvim privatno nemaju problema. Međutim, politika je ta koja uporno održava međuetničke tenzije. A ima i razloga zašto to čini. Da bi oni koji su u ovom ratu stekli sve to što su stekli, dakle ratni profiteri i oni koji su poslije raščerupali u ekonomskom smislu zemlju, tajkuni i cijela ta klasa novih bogataša iz prvobitne akumulacije kapitala, mogli da održavaju svoje bogatstvo, oni u političkom smislu igraju na kartu međuetničkih
tenzija. Tako da imate na političkom planu u tom javnom prostoru neku stalno prisutnu tenziju, stalno latentna priča o mogućoj opasnosti koja poručuje ljudima da se trebaju jedni drugih bojati. I s druge strane imate normalne komšijske međuljudske odnose kojima ljudi polako zaboravljaju i rat i sve ono što je bilo i nastoje jednim drugima pomoći ljudski, bez obzira kako se ko zove, kojoj vjeri, kojoj naciji pripada. Hoću da moja tuga samo meni pripada, da skrijem suze od dosta i od dušmana, da mogu kazati da se na moje lice izlila kiša sa kupola svih sarajevskih džamija. Истражувањата покажуваат дека околу 60% од граѓаните во Босна и Херцеговина веруваат во меѓуетничкиот соживот, сакаат европска иднина, но имаат поделени ставови околу НАТО интеграцијата. Имено 82% од српската популација не сака ни да чуе да се приклучи на алијансата. Истовремено, исто толку проценти бошњаци и хрвати навиваат за што поскоро членство. Што е ова ако не последица на политичките превирања во овој дел од Балканот? Mnogo je teških godina iza nas. Ono što se dešavalo u ratu ne može se zaboraviti, zaista. I kogod kaže da je to moguće, grdno se vara. Ali ljudi su ljudi. Normalni ljudi su uvijek takvi. Oni koji to nisu nikada neće ni postati. Dakle, poštivanje postoji. Ljudi se vole. Ima i onih koji se ne vole, koji se ne poštuju. Kad se govori o toleranciji, ja sam tu vrlo obazriva. Prvo, riječ tolerancija mi se baš i ne dopada. To znači trpljenje. Ja ne želim da trpim svog komšiju, svog kolegu. Ja želim da ga poštujem. Dakle, mislim da je u ovoj zemlji ima dovoljno prostora za sviju. Ima dovoljno dobrih ljudi koji otvaraju svoja srca onim drugima koji su dobro došli, kao što ste i vi dobro došli ovdje. Ja sam sigurna da smo i mi dobro došli kod vas. Dakle, suština je u čovjeku. 45% од населението во Босна и Херцеговина го сочинуваат бошњаците или босанските муслимани. Нешто помалку или 37% се срби, а само 13% хрвати. Останатите се припадници на други малцински заедници. Експертите оценуваат дека федерализацијата на државата е можеби најдобриот начин за да се одржи соживотот. Кога не би постоеле тие вештачки внатрешни граници, граѓаните одново би се гледале преку нишани со недоверба. Пред камерите тешко зборуваат за црните мисли што ги обземаат, но вистина е дека состојбата не е ни малку розова. Велат во Сараево убаво се живее, а старите културни навики не може да ги промени ни една политичка структура. Što se tiče suživota u Sarajevu, ja kao jedan koji nisam pripadnik, hajmo reći, jedne nacionalne manjine u Sarajevu, austrijske nacionalne manjine, imam jako lijepa iskustva, isto kao prije rata kao i poslije rata. Znači, meni se u principu ništa nije promijenilo. Recimo, to je tipični primjer stan koji sam se preselio prije par godina. Ja sam prvi u 40 godina koji sam se uselio u tu zgradu. Kad sam se uselio, sve komšije su došle da me pozdrave, a kad mi se dijete rodilo, svi su došli sa poklonima. To pokazuje da smo ipak donekle ostali, hajmo reći, zdrava sredina. Znači ja, kao Davor Ebner, koji ima prezime koje neki ljudi baš ne mogu izgovoriti, jel miješaju, jel mijenjaju slova, jel tako, nemam problema u gradu, nikad nisam imao problema. Na svom radnom mjestu me ljudi poštuju po pjevanju, ne po imenu i prezimenu, jer je to sasvim suludo. Во Македонија има места кои постојат се чини единствено за себе. Љубоморно ја чуваат тајната на соживотот и верската толеранција со години. Неколку квадрати куќа во Македонски Брод е таков пример. Само еден крст кажува дека ова е храм, еден од најпосебните во светот. Во него се молат и муслимани и христијани. Едните го викаат турбе, другите црква Свети Никола.
Над зидовите едни до други стојат светци од двете религии. Ете, тоа е Македонија без комерцијала. Светско богатство. Дарко Штарговски беше таму. Зад скриена во блиската шума веднаш над градот Македонски Брод се наоѓа црквата Свети Никола. За да стигнеш до неја мора да поминеш 145 камени скали. Навидум не многу препознатлив објект, но сепак можеби тоа е еден од најуникатните верски храмови во целиот свет. Тука се молат и православните и муслиманите, односно припадниците на бектешката заедница. Во црквата има и икони, и слики на имамали, и крстови, и символи на бектешите. Едните служат литургија, другите пак се молат на нивни начин. Исповедајте се, Господе, ми Јакова, Алилуја. Она што ги спојува овие две религии е токму овој гроб кој се наоѓа во самата црква. За неговото постоење има две теории. Според православните, тука се наоѓа гробот на некој старец со бела брада, кој ги спасил жителите на село Грмада од чумата која што тогаш косела на овие простори. Старецот им рекол, ќе ми направите на тоа место, кај што сме денес во храмот Свети Никола, ќе ми направите на колипка да ги поминам последните денови од мојот живот. Кога починал старецот, го сахраниле токму на ова место, ова е гробот. Жителите мислеле дека старецот бил Свети Никола и затоа царот Турош во 1314 година тука го подигнал овој манастир. Кога доаѓаат турците османли на овие простори, го уриваат манастирот посветен на Свети Никола кој што го изградил царот Турош. Оваа форма на црквата подоцна е добиена во 18-тиот век, а ја изградил Асанбек. Имено, според преданието, Асанбек тука сакал да гради свој сарај, но сарајот секоја вечер сам од себе се уривал. Поучено мајсториите дека тоа било казна затоа што турците го урнале манастирот и ги заколиле монасите кои што живеат во него. Тој ја гради оваа црква и дозволува во неја да се молат и православните верници и верниците од муслиманска вероисповед. Ова е според преданието на православните. Според бектешката заедница пак, кои сега се наоѓаат во Текјето во Кичево. Ова е гробот на Хадр Баба, нивни светител. Тие сметеа дека тука немало порано црква, туку Текје. Хадр Баба го градел Текјето, значи во еден период од 1395 до 1415 година. И тоа Текје функционирало до Балканските ратови. Тој е закопан во Брод, во тоа тилбе што е денеска како црква. Без разлика која е легенда и вистинита, а може би и никоја, битно е тоа што денес овој храм представува место за сплотување на двете религии. Пример што го нема на ниту едно друго место. Двете заедници заеднички празнуваат, особено за Ѓурѓовден. Заедно се молат, а потоа и заедно седнуваат на трпеза. Сите луѓе потекнуваме од еден човек и затоа човек нема множина. Секој човек го носи човекот во себе, а тоа е душата. Ние не ги двоиме луѓето на вери и на нации, меѓутоа ги двоиме само на добри и на лоши. Овдека во овој свет храм секој добронамерен има добре дојде. Да се прави ти црква и светиот гроб на Хадр Баба, нас не ни сметало толку. Ова доктрина веруваат во светци и го веруваат Господ преко светците, тога и нас не ни сметјават што тие го направиле црква или оти ние не сме имале можности да го држиме тоа како тилбе. Така било со години, така и ќе остане. Баба Драгина, која што денес живее токму во сарајот или куќата на Асанбек, вели дека никогаш немало проблеми меѓу нив и бектешите. Па ние ќе се прекрси, ќе се помолиш, а тие ќе се поклониш. Немало никакви проблеми. Си живеете? Сме си живеале до сега многу убаво. На овој соживот е особено горда општината, која може да се пофали со овој уникатен пример на заедничарање на христијаните и бектешите. Ние аплициравме до швајцарска амбасада и награда и за кој е снемен филм
кој е прикажуван низ цела Европа, како во Македонија на едно место можат две вери заеднички да празнуваат и заеднички да бараат Божја помош. Посебно во Западна Македонија, каде се почесто има раздвојување на нашите народи, овој наш објект да биде пример како треба заеднички да слават и да се почитуваат нашите народи. Православните бектешите велат дека никогаш ништо нема да ги скара и расипе нивните односи, затоа што Бог голем за сите луѓе. Го гледате магазинот Дурбин на македонската телевизија. Вечерашната тема е со животот. Во продолжение, повторно се враќаме во Сараево. Еве го вториот дел од приказната на Анита Димитриевска, во него за тоа како католичкиот, православниот храм и џамијата во центарот на Сараево и верниците дишат на еден простор. Верските заедници играат значајна улога во одржувањето на меѓуетничката клима. Сараево со право се нарекува Мал Ерусалим. Ако Башчаршија е центарот околу кој како со шестар исцртаме замислен круг, просто е неверојатно како на толку мало растојание во срцето на градот се сместени и црква, и катедрала, и џамија, и синагога. Звуците на верските колевки се испреплетуваат во единствена мелодија, типична за една мултикултурна заедница. Беговата џамија е најпознатиот исламски споменик на Балканот. Тука се одржуваат најголемите верски свечености, а поглаварот овде традиционално ја испраќа бајрамската честитка. Неки ословљавају Сараjevo kao evropski Jeruzalem, upravo zbog te multikulturalnosti, multikonfesionalnosti. Dobro ste primijetili na ovom kvadratu od nekih par stotina metara imamo 4 vjerska objekta, sve 3, hajmo reći, abrahamovske tradicije, naravno sa ove dvije denominacije kršćanstva, pravoslavnim i katoličanstvom. I sve te 4 su izuzetno značajne i izuzetno arhitektonski izvedene baš kao i Begova džamija. I one tokom toga niza stoljeća egzistiraju ovako kao što i danas egzistiraju. Nikada nisu bile, hajmo da kažemo, konkurencija jedna drugoj, nego su uvijek njegovali taj svakodnevni zajednički život muslimana tu na ovim prostorima. I naravno samim svojim prisustvom tu narod koji prolazi pored njih su obogaćivale tu njihovu svakodnevnicu. Католици скоро и да нема многу во Сараево. Катедралата Свето Срце Исусово е нивното верско огниште покрај кое се собираат за католичкиот Божики Великден. Свештеникот што го затекнавме во импозантната катедрала ни раскаже убав пример за верски соживот. Episkop dolazi ovdje, dakle Dabrobosanski ili njegovi izaslanici na uskrsne mise, na božićne mise, a kardinal ili biskup ili netko od nas koga zapadne red ili već kako je po rangu, također odlazimo dakle u pravoslavnu crkvu i budemo na liturgiji i za Božić, kao isto tako i za Uskrs i Vaskrs. Само на 50 метри од католичките оргули одекнува силната камбана на познатата стара српска црква посветена на ангелите Гаврило и Јарангел. Овде, пред 23 години, муслиманските екстремисти го застрелаа Никола Гардович на венчавката на неговиот син. Крвавата свадба од историски аспект се смета за почеток на војната. Mi imamo nacionalne sukobe i sve vrste sukoba i tih odnosa se zasnivaju na naciji. U suštini mi smo svi kao narod jednog mentaliteta, jer vi kad iziđete na ulicu ne možete prepoznati i reći ovaj je ove religije ili ovaj je one, pa ne možete čak ni reći ovaj je ove nacije ili ovaj one nacije, kao što je na primjer vidljivo na drugim geografskim prostorima, šurinjima i dužinama ove naše planete. U Sarajevu danas živi oko 5% hrišćana. Od Dejtonskog sporazuma se iselilo oko 180.000 pravoslavnih iz samog grada, tako da je to danas jedan mali broj.
Međutim, Stara crkva kao crkva sa moštima koje posjeduje, s ljudima koji su odrasli u njoj, jeste svetinja i tu dolaze mnogi vjernici iz Republike Srpske koja je ovdje jako blizu. Nikada nije prekidan crkveni život, čak i za vrijeme rata. Bogosluženja su bila redovna kao i danas. Nas radi čovjek i našemu radi spasenja šešago s nebe. Преку мостот на кој што е застрелан австро-унгарскиот принц Франц Фердинанд се стасува до величенствената еврејска синагога за солниште на малкумина евреи кои живеат во босанската престолнина. Ekonomski posmatrajući, danas svi žive teško i svi dijele tu istu sudbinu. Mada Sarajevo je grad koji je bio nadaleko poznat na Balkanu po tom suživotu. Međutim, situacija je malo promijenjena u odnosu na period prije ovog zadnjeg rata. Budući da je sama struktura stanovništva uveliko izmijenjena nakon rata, tako da su danas muslimani u apsolutnoj većini, što ne stvara prepreku za suživot. Mi se još uvijek borimo da živimo zajedno ovdje u ovom gradu, jer smatramo da je to jedini ispravan i moguć način života. Верските заедници се само една алка преку која се гради соживотот. Луѓето овде се сплотени преку музиката. Во 96-та година, кога новогодишниот огномет се уште подсетуваше на канонадата гранати истурени од околните височини, на општо вчудовидување беше основан меѓуетничкиот хор Понтанима, во кој се собраа луѓе од сите националности за да испратат јасна порака. Cilj hora je da kroz muziku liječimo narode i ljude ovdje nakon svih ratnih strahota koje su se desile u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, ali isto tako da pokažemo ljudima da ne trebaju da se plaše i da se boje tog nečeg drugačijeg i za njih nepoznatog, pošto su religije u rat korištene i u te neke ružne svrhe. И додека од една страна алтруистите работат на подобрување на меѓуетничката крвна слика, социолозите предупредуваат на уште еден проблем. Postoji takozvani fenomen jedna škola, dvije škole pod jednim krovom. Činjenicu da đaci idu ili u različite smjene ili da su njihovi odmori shodno nacionalnoj pripadnosti u različita vremena, tako da se ne sreću u dvorištu. Taj fenomen dvije škole pod jednim krovom je fenomen apartheida. Dakle, to je rasistički i ja mogu sasvim slobodno reći fašistički koncept koji se uporno politički održava. Čak je zakonski doneseno rješenje i neka sudska presuda, čini mi se, postoji već najmanje godinu dana, da se taj problem mora eliminirati, da se mora riješiti problem tih škola, da to više ne može tako ići. Međutim, politika uspijeva još uvijek održavati taj koncept na javnoj sceni. Inače, u principu, nema tu nekih incidenata, barem se ne bilježe oko škola i u školskim dvorištima, ali se to incidentalno stanje prenosi na jedan drugi plan, koji uostalom nije puno bolji ni u Europi ni u svijetu, na plan sportskih susreta, utakmica, gdje se povremeno, a naročito u predizbornim godinama, insceniraju sukobi navijača. Tako da tu imate jednu vrstu nereda koja također opet služi politici, odnosno etnopolitičkim elitama kojima odgovara koncept održavanja međuetničkih tenzija. И Босна е земја со многу проблеми, а демократијата се чини е привилегија само на мнозинството. Ромите и евреите, на пример, со уставот на оваа земја се дискриминирани. Еве како. Потписниците на Дејтонскиот договор со својот параф на документот легализирале само 3 конститутивни народи во Босна и Херцеговина – Срби, Бошњаци и Хрвати, од што произлегува дека единствено припадници на овие етнички групи може да влезат во конкуренција за освојување на власта. Другите малцинства не можат да бидат дел од парламентарниот или председателскиот состав. Лути на овој дискриминаторски устав, припадници на еврејската и на ромската заедница во Страсбург поднесуваат тужба против државата.
oni tužili državu i Međunarodni sud u Strasburu je donio presudu da država Bosna i Hercegovina mora da izmijeni svoje zakone kako bi omogućila svim građanima jednaka prava. Međutim, to još uvijek nije slučaj. Vi danas imate nacionalne manjine, nemaju ista prava kao i ovi narodi koji su konstitucijom priznati kao narodi. Додека Босна тапка во место барајќи решение за фундаменталните општествени проблеми, многу години ќе поминат пред оваа држава да го искуси европскиот сон. Политиката може би допира секаде, но не и до срцата на овдешните луѓе. На оние кои што не ми веруваат, им препорачувам да дојдат и лично да ја видат искрата на традиционалното Сараево, која не ја згасија ни сите војни од 20. век. Освен тоа, сигурна сум дека овде ќе најдат и повеќе од тоа. Lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vratiti, s ljudima znati kafu popiti, bol i radost podijeliti, ne možeš sam umjeti. Толку во оваа епизода на магазинот Дурбин. На крајот ќе си дозволам еден заклучок од сето ова што го видовме. Некои работи не се купуваат со пари, а свесно ги игнорираме. Пријатна вечер.